Следејќи го развојот на ситуацијата, ги повикуваме Советот за безбедност на Обединетите нации, НАТО, Европската унија и Организацијата за безбедност и соработка во Европа да преземат сериозни и итни чекори за спречување на ескалацијата на оваа состојба во Украина. Водени од интересите на граѓаните на Република Македонија и согласно со програмските определби на граѓанската опција за Македонија, сакаме да покренеме една иницијатива. Имено, утре ќе се обратиме до сите амбасадори на земјите членки на НАТО во Македонија и до седиштето на НАТО во Брисел, за да побараме отпочнување на итна постапка за прием на Република Македонија во НАТО врз основа на апликацијата од Букуреш од 2008 година. Поради новите констелации во Црноморскиот регион, како и ситуацијата која што може да ги засегне сите земји од Југоисточна Европа, особено земјите кои што не се членки или се придружни членки на НАТО, имајќи ги во предвид активностите кои што Македонија ги имаше во смисол на извезување на безбедност преку мисиите на НАТО и исполнувањето на критериумите, сметаме дека Република Македонија треба веднаш да добие покана за членство во НАТО. Со оваа иницијатива се надеваме дека ќе дојде до брза интеграција на Република Македонија во безбедносниот чадор на НАТО, а на тој начин Алијансата испраќа своја порака за солидарност и за мок во овој регион. И на тој начин сметаме дека Република Македонија ќе си обезбеди својата внатрешна стабилност и ќе обезбеди гаранции за нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Искрено се надевам дека многу брзо ќе добиеме одговор на оваа наша иницијатива. Значи, тоа ќе биде направено врз основа на апликацијата од Букуреш 2008 година, значи независно во моментот од статусот на преговорите и начинот на решавањето, сметам дека и таа апликација беше многу близу до прифаќање во 2008 година. Се надевам дека со оглед на ситуацијата во моментот, дека навистина НАТО ќе процени дека е важно да Македонија биде дел од нејзината заедница.